Радослав Петковски. Рибарот Климе. Туѓата работничка. Кој не ја познаваше во Охрид тетка Марија? Малку подзгрбавена, подсвиткана, лете со стар црн фустан и изветвен джакет облечена, а зиме и со џубе над нив, тетка Марија излегуваше рано наутро од дома и се враќаше доцна вечерта. Како да речеш, се плашеше да не сретне некаде некого. Како да речеш, се криеше од светот. И стапките й беа лесни и срамежливи, како да се плашеа да стапат цврсто на земја. Тетка Марија никогаш не можеше да ја видиш да оди сред улица. Таа одеше секогаш крај зидовите од куќите под стреите. Ке има ли некаде крштевање? Викнете ја тетка Марија. Ке има ли умирачка? Пак тетка Марија е тука. А за свадба пак поарна акчилница од неа не може да се најде. А ја бидуваше неа за тие работи. Никој поубаво од неа не ке ги изготвеше, никој поубаво не ке варосаше, никој поубаво од неа не го знаеше редот за секаков случај, и за жалост, и за радост. Кога работеше, како да не беше онаа тетка Марија однадвор подсвиткана и усрамена, се правеше со брзина и умешност, што беше просто неверојатно и на која и завидуваа чорбаджиските жени. Ами години мори по туѓи куќи работи, што не видела и како не ќе го знае редот, ке речеше често некоја чорбаджиска жена полна со мака, што беше принудена да признае дека е тетка Марија во нешто поарна од неа. И вистина, тетка Марија долги години беше туѓа работничка. Откако започна како момиче да слугува, та дури сега на стари години. И кога се омажи, не престана да работи. Мажот ѝ беше аргат, туѓ работник и сиромав како неа. Тој умре неколку години по венчавањето и ја остави неа со едно слабичко дете, кое умре по 1 година. Таа остана сама и од тогаш та се дури досега живееше се така сама во своето куќуле под Горнисаре. Едно мало одајче со низок таван, со чардак со изедени од црвоточина и исчадени греди и искривени штици, керал, дворче од неколку педи однапред и едно градинче со неколку бајами од задната страна, тоа беше се што имаше тетка Марија. Од роднини тетка Марија имаше само една сестра, Ленка, мажена во другиот крај од градот, Влашко Мало, и затоа и со неа ретко се гледаше. Ќе ја викнеа кога ќе беше некој болен. Додека беа мали децата од сестра ѝ, идеа при тетка Марија за Божик, за Нова година и за Великден, и по тоа тетка Марија ќе разбереше дека е празник. Таа ќе им дадеше тогаш по некое оревче скриено во долапот, по некое јаболче скриено во ковчегот, а за Великден пак уште по едно јајце црвено. Но одамна веќе пораснаа децата од сестра ѝ и години веќе туѓа нога не беше стапнала во малото куќуле. Во дворчето лете растеа разни треви, така што остануваше само тесен пат, колку за леките стапки од тетка Марија, а зиме снегот беше изгазен леко само среде по тесна патека. А пак тетка Марија по цели дни и не беше дома. Ретко, многу ретко ќе се случеше да не оди на работа и тогаш како будала ќе се вртеше низ куќа, просто не знаеше што да прави. Кого го мразиш најмногу, колни го сам да останит, ке речеше често тетка Марија. Навечер кога ќе се вратеше од работа, спроти петок и спроти недела ќе го запалеше кандилото, ќе пометкаше нешто низ куќи и ќе си легнеше. И просто со душа чекаше да се раздени. Како да речеш, живееше само за тоа да работи по туѓите куќи, тоа и беше смислата и целта на животот. Често тетка Марија ќе си спомнеше за мажот, повеќе пати за детето, особено кога ќе се најдеше навечер сама дома и се гледаше се пусто и празно. Да ми беше баре то живо, ќе ми се радвеше куќава, ќе воздивнеше тетка Марија и ќе си замислеше, ќе си го представуваше детето како трча низ куќа, после порастено. А по некое време самата си се тешеше. Така било пишано, Господ така сакал. Така и врвеше животот на тетка Марија се до еден зимски ден, кога враќајки се од работа со паница подскриена со риза во рацете,
завиена во џубето и некако уште повеќе подсвиткана и подискривена од студ, го најде дома во незиниот двор најмалиот внук Петре. Петре беше веќе 22 годишен јунак, строен, со крупни и сини очи и со насмеано лице. Беше студена февруарска ноќ. Снегот што беше паднат пред една недела не беше истопен уште, а беше замрзнат. Покриени со снегот и старите куќи како да беа уште повеќе наведени и како да беа собрани од студ, а од нивните стреи висеа мразулци. Целиот град како да беше скриен во себе си. Небото над него беше ведро, но студено и звездите што мижуркаа со студен сјај изгледаа како да се од стакло. Затоа тетка Марија уште повеќе се зачуди кога го виде Петрета во дворот и со отворен страв праша: "Што е бре, Петре, како сте дома, да не е некој болен?" "Не," рече Петре, "добри сме сите." Се исполи наоколу и додаде: "Ај горе ќе ти кажам." Кога влегоа во одајчето и тетка Марија го запали виделото што стоеше на ѓумчето на огништето, Петре почна: "Знаеш, тетко, дојден сум по една важна работа, да те помолам за нешто. Еден мој добар другар треби да остане во градов неколку дена, но така што за тоа да не дознаед власта. Тој не е лош, туку наерен другар. Јас помислив оти ќе е најзгодно кај тебе. Ако се согласиш, ќе го донесам уште вечерва." Дури зборуваше Петре, тетка Марија го слушаше внимателно, а кога заврши тој, незиното лице доби натажен изглед и таа без да се мисли рече бргу: "Ушчо ме како бидвело да го оставиме човекот така, душман да е, што се рекло треби да му се најш во лош саат, а камоли на добар човек, уште пак другар твој. Донеси го веднаш, еве јас ке го запалам огнов." "Само тетко, не заборави оту за ова не треба никој да знајт, та за тоа не вели никому ништо ни дома." "Не плаши се зато," рече тетка Марија, која веќе го палеше огнот. Кога го запали огнот, тетка Марија го исполи одајчето и се стори оти не е убаво спастрено за да се пречека во него гостин. "Треби да се подсуредит," си рече самата таа. "Сепак тој човек ќе дојд." И почна да средува. Го покри ковчегот со чаршав, ги истресе преку чардак чергите со кои беа покриени миндерите, го подисчисти огништето, поднамести и други работи. И токму се исполи задоволно насекаде, мислејки: сега дојде на еден ред одајчево, се слушнаа стапки. Влезе Петре, а по него еден јунак, негов врсник или некоја година постар. Тој беше со темно зимско палто, со шалче околу врат, со качкет на главата. Јаката од палтото ја имаше кренато и беше завиен со шалчето, така што тетка Марија отпрвин му ги виде само двете црни, светли и питоми очи. Кога го извади шалчето, ја спушти јаката и го тргна качкетот, пред тетка Марија застана доста висок блед јунак. Се познаваше дека беше изморен. Неговите очи гледаа благо во тетка Марија и со блага насмевка, кога се поздрави со неа, тој рече: "Проштавај, тетко, ќе те обеспокоиме малу." Ништо, синко, и не мисли на то," одговори веднаш тетка Марија. "Биди си безтеклив како дома," продолжи таа, гледајќи го со онаков болежлив поглед јунакот со каков секој добар човек гледа на некого на кого треба да му се помогне. И во тој миг, ни самата не знаеше зошто, се сети на своето умрено дете. И се стори дека тоа имаше слични очи како дојдениот јунак. Во тој момент чудна жал и падна за јунакот. Се гледа, питомо, умно дете, си помисли во себе. Помисли и на мајка му и си рече: "Кутрата, го мислит сега, не го знаит кај е." И гледајки го мило, мајчински топло му рече: Седни тука на миндеров крај огништево, сигурно ти студит и еве сега ќе се разгори огнов." Таа клекна, го распретка огнот со машата, кладе неколку ќумурчиња, дувна неколку пати и весело се распрскаа искри на секаде. "Чекај да клами чај," рече таа, го зеде чајникот, го наполни со вода од ѓумчето и го кладе на огнот.
Дојдениот јунак ја гледаше со благодарност и чувството дека таа се што правеше го правеше со топлина и љубов, стори оваа жена да му стане мила и блиска уште од првиот миг. Да донесам за јадење нешто, праша тетка Марија. Не требит, рече Петре, јадени сме ние. Јас ке се напијам само еден чај, рече гостинот. Петре и гостинот зборуваат тивко. Тука ќе ти е убо, велеше Петре. Ке се одмориш, а сигурен си. Кај тетка Марија никој не идит, ниту пак некој може да се сомневат во неа. А пак, ако сепак нешто се случи, имаш вратниче од озгора. Оттаму можеш да излезиш и долу крај езеро и никој нема да те видит. Само до тоа не ќе дојд, рече уверено тој. Јас пак ќе ти сторам абер, кој ќе е време, кој ќе добиеме врска. За тоа време весело зашуми водата во чајникот, тој бербореше, пееше како да ја повторува одамна заборавената песна. Неговиот шум трепереше во одајчето и како да ги будеше предметите од сон, го исполнуваше одајчето со живот. Тетка Марија го слушаше шумот на говорот, го слушаше пеењето на чајникот и се чинеше дека животот станува некако поубав. Но во тој миг се сети дека, ете, таа си ја запустила својата куќа и падна жал за одајчето, за неа самата и очите й се навлажнија. Петре стана и се поздрави. Брзаше некаде. На одење му рече на гостинот. Јас ке гледам да поддојдвам понекога, а пак за нешто можам и преку тетка Марија да ти соопштам. Кога останаа сами, тетка Марија тури во едно савче од чајот и му го подаде на гостинот, говорејќи со насмевка. Појли, името не ти го знам уште како ти е. Илјо, одговори тој, примајки го чајот со благодарност. Тој полека го пиеше чајот, а тетка Марија седеше од другата страна на огништето и сега повнимателно го гледаше. И колку го гледаше повеќе и се чинеше се попознат. Како да го гледала негде порано, како да ги гледала тие умни црни очи, бледото, но со енергичен израз лице, кадравите немирни коси и некогаш благо под насмевната уста. И колку го гледаше повеќе и стануваше поблизок и помил. Да има вкъсмет ке ми беше живо детето, ке беше сега олкав јунак порастено, не ке бев сама како кукајца, ке ми се радвеше куќава. Се мислеше таа и воздивна. Тетка Марија не сакаше да го изморува со прашања Илја, бидејќи знаеше дека е изморен. Но малу помалу започна разговор и таа разбра дека тој бил од Прилеп, дека имал мајка, помал брат и две сестри, дека го гонела полицијата како антифашист и дека сакал да оди в планина да се бори против окупаторите. Што ви требит, бресинко, се во ова? Ке изгините по планини млади и зелени, а пак кутрите ви мајки, рече тивко тетка Марија, гледајки го грижливо Илја. Низиниот глас звучеше меко и нежно. Во него имаше многу повеќе мајчински страв за тие сите што се борат отколку вистински прекор. Илјо го сети тоа. Така зборуваше само љубов на мајка. И оваа самотна, измачена старица му се стори како мајка на сите нив. Ние се бориме, тетко, рече тој, за да стане поарен животов, да живееме слободно во нашава земја, да живеат сите радосно и среќно, а не едни да уживаат, а други да им слугуваат и да се мачат. Тргни од тебе, тетко. Живот ли е твојов? Пусти живот мој, воздивна тетка Марија. По цели дни работиш, на стари години се мачиш и пак ништо немаш, продолжи Илјо. А како живеат тие на кои им работиш? Имет све што им сакат душата, рече тетка Марија. Од птиче млеко ќе најж во куќине нивни. И сето тоа го имаат на сметка моја и твоја, на сметка од работниот народ, рече Илјо со глас полн омраза. А пак ние се бориме против тоа. Ние се бориме тој што работи да може и да живее како човек. И на старост да може да се одмори човечки. Бресинко, од кој свети век вака се живеело, та зар некога ќе биде инаку?
Ќе биде, тетко, ќе биде кога ќе си го уредуваме животот ние, рече со цврст и убедлив глас Илјо. А ние ќе победиме и ќе го уредиме животот, така што тој да биде радосен и среќен за сите. Господ да ви поможи, бресинко, рече тивко тетка Марија. Не видовме ние во животов бел ден, дај Боже баре вие да видите. Туку ти си скапнат, ај да си легниш, додаде помалу. Таа му намери нему од десната страна на огништето, а од левата страна посла за себе, од таа страна спроти иконата секогаш таа спиеше. Дури ги намери таа работите и крена се што имаше на огништето и однесе надвор, Илјо си легна. Кога се врати тетка Марија, нему веќе сонот му надвисна над самите очи. Тетка Марија го испули нежно и си рече: студено е вечерва, да не му пристудит, и го припокри. Илјо во полусонот го осети тоа и му беше мила незината грижа. Тетка Марија го запрета огнот и си легна. Долго време таа не можеше да заспие. Присуството на Илја, кој спиеше веќе на другата страна дишејки рамномерно, ја исполнуваше со чудно, пријатно неспокојство. Како да речеш, незиното дете живо било досега некаде и ете се вратило. Во главата почнаа да й се вртат и други мисли. Какви се младиве, си мислеше. Тргнале по планини да се борат со царска војска и ни страв ни ништо, а зошто за поарен живот. Ох, пусти живот наш, ке биде ли некога поарен? Воздивна таа без да сака и сети како некоја чудна надеж ја исполни. Во одајчето трепкаше синкавата светлина од кандилото и, осветлени од неа, сите предмети како да оживуваа, како да започнуваа тивко да шепотат. Тетка Марија чувствуваше дека одајчето беше оживеано. Го немаше во него намртвило од порано. Со мајчински мил поглед, тетка Марија погледна на страната на која спиеше Илјо. Погледот и падна на иконата и се стори како да и се насмевна благо бледиот светечки лик, говорејќи: варди го, Марио, детето, чувај го како да е твоето. Првиот ден Илјо се почувствува како затворен во кафес. Го разгледа љубопитно одајчето, во него немаше многу што да се гледа. Дзирна на чардакот од каде што го поздравија плашливо искривените штици и исчадените греди, ама да излезе надвор не смееше, плашејки се да не го види некој. А колку примамливо го викаше убавата слика што се гледаше од чардакот. Градот над кој висеше белото небо, езерото притиснато со белузлави магли, се исполнето со неискажана убавина, заслужуваше да се гледа долго. Ама Илјо фрли на сето тоа само еден восхитен поглед и ја затвори вратата. Тој застана на прозорецот во одајчето и се запули во градинчето зад куќата во покриените со снег дрвја и понатака во урнатините на старите тврдини. И од тука можеше да се гледа езерото, но сега во далечината белузлавите магли го сврзуваа небото со земјата, така што освен нив не се гледаше ништо. Секаде беше се мирно, само дживкањето на измрзнатите и изгладнети врапчиња и летањето на чавките на старите урнатини внесуваа живост. А кога по неколку дена се растворија и се растурија белите облаци и сонцето се појави како измиено, и затоа поубаво градот светна како променет. Старите куќи како да ја беа облекле својата невестинска руба, како да беа дрвјата расцутени. Пред Илја сега се спрострел светнатиот град, модрото езеро по кое играа блескавите зраци на сонцето. И гледајќи го сето тоа, тој со насмевка мислеше на оној ден кога и овој град и целата наша земја ќе заживеат слободно. Во мислите веќе гледаше како по прекрасното езеро пловат кајчиња полни со весели девојки и момчиња, како езерото и плажите бучат од нивната песна и смеа. Преку ден Илјо повеќе читаше, а приквечер кога започнуваше првиот мрак да го покрива градот, тој ќе ги чуеше леките стапки на тетка Марија, тивкото крцкање на скалата и најпосле на вратата ќе се појавеше
тетка Марија и две питоми очи мило ќе се запреа на Илја. Добро вечер, ќе речеше тетка Марија, ќе оставеше на ковчегот паницата со манџа и лебот и ќе побрзаше да го запали огнот. Колку љубов, колку нежност имаше во сите нејзини движења. Кога ќе седеа да вечераат, тетка Марија гледаше секогаш по убавото и повеќето да му го даде нему, говорејки: Јаде ти, синко, јас сум јадена и таму. Навечер Илјо понекогаш читаше, а тетка Марија се занимаваше со домашна работа, крпеше нешто, си плетеше стапала на чорапите. А често зборуваа. Тетка Марија со љубов го слушаше неговиот звонлив, топол глас. Тој зборуваше меко, мило, како најарен роден син. Зборуваше многу работи за луѓето, за животот на кој дотогаш тетка Марија и не мислела. И, како дури сега да й се отвораа очите, незиниот живот и животот на тие околу неа и излегуваа во се појасна и појасна светлина и многу работи што не ги разбираше дотогаш и стануваа јасни. А силната вера во новиот, поарен живот што извиваше од секој збор на Илја, ја опфаќаше се посилно и неа и ја исполнуваше со чудна надеж. Но дните си врвеа еден по друг, а врска немаше уште. Илјо од ден на ден стануваше се понервозен. Тетка Марија, која ја разбираше неговата нервоза, често му велеше: Еде, не јади се забадијала, ако поседиш уште некој ден. Нека се подстопли ти времево, гледаш како е уште студено. Таа од една страна се радуваше што ќе поседи тој уште малу, ама и беше жал што тој поради тоа се нервираше. За сето време, дури беше тука Илјо, Петре дојде неколку пати, а еднаш Илјо излезе со него и се врати по полноќ. Тетка Марија неколку пати му донесе на Илја некои работи што и ги даваше Петре. Една вечер, беше во првите денови на март, Петре влезе тивко како секогаш. Готви се, му рече весело на Илја. Илјо скокна од миндерот, лицето му светна, очите му блеснаа, се познаваше дека голема тежина му се симна од градите. Тетка Марија, која седеше од другата страна, кога ги чу зборовите, остана како здрвена. Таа погледнуваше дево Илја, дево Петрета, кој му зборуваше нему нешто тивко. Стана и се размрда низ куќи. Таа спреми и остави на огништето малу леб, неколку ореви и две јаболка, говорејки: Ке ти се најдат, пате. И дури ги сместуваше Илјо своите работи во раницата и во малото куферче, тетка Марија го отвори ковчегот и бараше нешто во него, превртувајќи ги пљачките. Најпосле од најоздола таа извади едно рало волнени чорапи и давајќи му ги на Илја заедно со јадењето рече: Ке ти се најдат, синко, студено е таму горе. Во одајчето беше тивко, трепереше светлоста од ламбата и весело се насмевнуваше огнот во огништето. Илјо и Петре ја погледнаа истовремено умилната тетка Марија. Илјо сети како наеднаш нешто топло, неискажано мило го исполни одајчето, го исполни и него самиот и го заскокотка во грлото, во очите. Тој топло, благодарно и бакна рака на тетка Марија, а таа го гушна како роден син. Ке ве чекам, синко, ке ве чекам сите, рече таа. Господ нека ве вартит. Илјо излезе бргу по Петрета и тетка Марија не му ги виде на влажнетите очи. Кога се изгуби шумот од стапките и се врати во одајчето, тетка Марија сети жал и самотија како никогаш порано, како да го беше испратила едниот роден син. По неколку дена Петре ја чекаше пак во дворот. Таа се возбуди. Знаеше дека носи некаков фабер и брзајки да се качи горе си мислеше: Господи, да не е само нешто лошо. Кога влегоа во одајчето, Петре весело рече: Те поздравља Илјо, тетко, живо и здраво стигнале. О, сполај ти Господи, рече тетка Марија и се прекрсти, вртејки се кон иконата и воздивна олеснето. Се познаваше дека голема тежина и се тргна. Ми беше веќе шубе, неколку дена поминаа, а уште никаков збор, рече таа вртејки се кон Петрета.
Петре, како што седеше на ковчегот, ја гледаше неа, гледаше во качкетот што го беше ставил на коленото, се испули насекаде низ одајчето, се познаваше дека сакаше уште нешто да каже. И тетка Марија го сети тоа и го гледаше со очекување. Тетко, рече Петре, и неговиот глас затрепери во одајчето заедно со пламенот од виделото и сенките. Илјо те поздравјат и те опитвит дали ќе го примиш еден негов другар за ден-два. Тој треби да дојде утре или задутре по важна работа. Тетка Марија го гледаше благо со добрите очи и како да беше зачудена од неговото прашање, рече: Што опитваш, бре? Зар не ке сум примела другар твој од Илја? Јави му слободно нека дојд. Те опитвам, тетко, рече радосен од нејзиниот одговор. Зашто овие работи не се толку лесни и опасни се? Тие сите се криет од власта и ако се разберит не ке е и чубо за ними, ами ни за тебе. Што забрал гајле тој будалче ни едно? За мене вие ич гајле да не берите, ич да не се мислите. Шо имам јас да изгубам? Вие треба да се вардите. Вам вие допрва животот. Вие требит да живите, рече тетка Марија. И потивко како да се мислеше дали да го каже тоа, продолжи. Мислиш ли ти, ото јас не го знаев ова шо ми го кажвиш, ко беше Илјо овде? Го знаев и то како, го знаев од првиот саат и се тресев често од страв, се плашев, ама не за мене, туку за него. Се плашев како за родено дете свое. И твое е, тетко, и тој, и сите други со него, твои се, наши, рече топло Петре, возбуден од тоа што го слушаше и гледајки ја восхитено тетка Марија. И во одајчето тетка Марија започна од време на време да идат гости. Некој од нив идеа од планина, остануваа ден-два во градот и се враќаа назад, некој продолжуваа за во други места, некој идеа од други места и одеа в планина. Некој остануваа само една вечер, некој ден-два, а некој по една недела. Тетка Марија ги примаше сите мајчински, ги испраќаше како родени деца и на секого му велеше: Вардите се, синко. Тие седеа на миндерот во одајчето на истото место на кое беше Илјо и топло зборуваа со тетка Марија како со родена мајка. Зборуваа за животот во нивните места, за животот в планина, за борбите, за новите радосни дни што ќе настапат по победата. Тетка Марија, слушајки ги, се повеќе и повеќе работи разбираше, се поголема чудна надеж живееше во неа. Меѓу нив имаше и работници, и селани, и учени. Но тетка Марија не можеше да види некоја разлика меѓу нив. Имаше нешто силно што ги сврзуваше нив сите и што ги правеше едно. Тие сите со иста омраза зборуваа за непријателите на народот. Во нивните зборови пламтеше иста силна вера во победата на народот во новиот живот. И сите со иста радосна насмевка одеа во тешки борби. Дните си врвеа. Тетка Марија одеше како и порано на работа. Но неа сеќаваше веќе во душата онаа празнина како дотогаш. Нешто светло, убаво трепереше во неа, радосно исчекување и надеж. Таа мислеше на сите оние што ги познаваше и што отидоа в планина. Мислеше како на свој родени деца, трептеше за нив. Ги мислеше да не им студи, да не се капнати, гладни. А преку нив мислеше и на сите други што беа в планина и се чинеше дека стотици и илјади нејзини деца одат по планини и се борат за нешто светло, убаво. Еден ден кога разбра дека еден од тие што беа при неа, едно весело 20-годишно русокосо момче, загинало во борбите во Дебарца, цела ноќ не заспа и плачеше како за син, а тој само една вечер беше преспал кај неа. Мислеше тетка Марија на нив и чекаше. Таа беше цврсто убедена дека тие ќе дојдат. И се чинеше дека тој ден, кога ќе ги пречека нив сите, ќе биде најрадосен ден во незиниот живот, дека ќе биде отплата за сето претрпено дотогаш. А дните брзаа, како да речеш, и тие сакаа што побргу да го донесат тој толку чекан ден. Помина летото, минаа и првите месеци на есента, дојде ноември.
Беше убава ноемвриска ноќ, тивка, свежа. Над градот што на изглед спокојно спиеше, трепкаа весело безбројните ѕвезди. Низ безживотните улици врвеа само германските патроли и нивните тешки стапки болно одекнуваа во тишината како старата калдрма да овкаше од болка кога ја газеа. Од време на време старите улици ке се исполнеа со бучење на мотори со кои германците обиколуваа низ градот, пукајки често со митралези. Воздухот го параа болно и стрелите и куршумите, пиштејки како да велеа: "Што не арчите забадијала нас, ако дојдат тие од кои се плашите, ние не ќе ве спасиме." А тие идеа. Идеа од сите страни, бригади и бригади. И кога сонливата месечина се скри зад мокра и темнината на ноќта стана потешка и погуста, освен германските се слушнаа и други истрели. Тие идеа од подалеку и не беа плашливи и предпазливи како германските, а брза, бујни и весели, му носеа радосен поздрав на градот. Тие се зголемуваа, се згуснуваа, се повеќе и повеќе, се слушаа се поблиску и заклокотија од периферијата. Заедно со нив веќе се слушаа и извици. Градот ја подигна зачудено главата. Старите куќи како да се подисправија, езерото зашуми побрзо и повесело и насекаде затрепери пријатно чекање на блиска радост. Бучењето на германските камиони стана понервозно и побрзо. Ноќта не се беше завршила уште кога пукањето подстивна. Се слушаа понекои истрели, но најпосле се стивна. Беше се уште неспокоен, но радосен мир. Секој се ќаваше дека е слободен градот, но никој не се осмелуваше да излезе надвор. Залепени лица на стаклата силно се мачеа да прозрат во мракот, да го видат она што го чувствуваа силно, но за кое уште не веруваа дека стана стварност. Тетка Марија со трепет го слушаше пукањето и крстејки се пред иконата повторуваше: "Господи Ристосе, Свети Климен Златен, поможите им на нашите деца, тие се борат за доброто на сите, за да стане животот арен." Кога престана пукањето, таа излезе на чардак. Гледаше во старите куќи од кои се креваше последниот мрак, кога во тишината се слушнаа стапки. Тие се слушаа се посилно и посилно и веќе се чуја и гласовите на тие што врвеа. Тетка Марија сети како се застојаа тие и еден скривна кон незината куќа. Се поблиску и поблиску звонеше одекот на стапките, а најпосле некој застана пред вратата и се слушна глас. Тетко Марио, спиеш ли?" "Ти си Петре?" препраша тетка Марија слегувајќи по скалите, макар да го позна по гласот дека е тој. "Јас сум јас," се слушна од оздола. "Ама ти си будна." "Мојт ли некој вечерва да спијат?" рече тетка Марија отворајќи ја вратата. "Слобода, тетко, слобода!" викна весело Петре. "Градов е наш. Нашите војски се тука близу на периферијата од градот. Вечерва влегоа само нашите патроли. И јас себе со една патрола го обиколувам горниот дел од градов и дојдов да те видам и да ти кажам. Нашите војски утре ќе влезат в град. И кога ги чуеш камбаните, да знаеш, тетко, за тоа ќе бијат и да излезиш да ги пречекаш." Гласот му звонеше радосно, зборовите играа, трепереа од возбуда. Тетка Марија ги слушаше неговите зборови и чувствуваше како градите и се полнат со нешто топло, радосно, како очите и се влажат. Тој ден беше најрадосниот ден што го видел градот. Есенското сонце изгреа весело на ведрото небо и им се насмевна на старите куќи, а од неговиот насмев се разубави и светна целиот град. Над градот владееше празнично расположение. Се раздвижи, се оживе. А кога забија од сите цркви камбаните, нивниот звук се разнесе плавно над старите куќи, над езерото, над полето. Тие биеа радосно и силно како никој пат дотогаш. Прв пат откако биеа, тие го поздравуваа слободниот град. Од сите страни, жени, мажи и старци брзаа кон чинарот, се слеваа во шарена, весела и бујна река. Тетка Марија беше меѓу првите. Таа со светнати очи го гледаше на собраниот народ,
го слушаше неговиот весел џагор, звуците на камбаните и се и беше толку мило, топло. Некој извика: "Идет, идет!" Уште недоречен, извикот како бран се разлеа насекаде. И наеднаш се заниша и илјадниот народ, се размрда како езерските води кога ќе дувне стрмец. Секој сакаше да биде во првите редови, секој сакаше поубаво да види. Се чу песна. По патот се покажаа првите војници, а по нив се нижеа долги редови. И колку се приближуваа поблиску, песната стануваше се посилна. Нешто радосно, долги години жедувано, а немано, трепереше над градот, во воздухот, во душите на илјадниот народ, галеше мило и од тоа идеа радосни солзи, што светеа во очите на сите. И како изблик на тоа чувство загрме од стотини илјади грла песна, силна, радосна, се пречека со песната на војската што идеше, се слеа со неа и моќна, силна се понесе над градот. Ти се чинеше дека и 1000-годишниот чинар што ги чул и гордите стапки на Самуиловите војски и тешките стапки на разни поробувачи, сега, гледајќи ја за прв пат родната војска, ја подзеде и ја зашуми нејзината песна. И старите куќи, и езерото, и улиците ја позедоа песната и таа бучеше, грмеше. Беше тоа најубава песна што некогаш ја слушнал градот, најубава песна што е испеана, песна на слободата, на нов радосен живот. Тетка Марија беше како опијанета од сето тоа што стануваше околу неа. Таа сеќаваше дека настапува нешто убаво, сладка возбуда ја исполнуваше целата. Но уште поголема радост сеќаваше кога ќе помислеше дека и таа колку што можела придонесла да стане тоа, да дојде тоа на кое се радуваше целиот народ, и тоа чувство чинеше сето тоа да и станува уште поблиско, неизино. Таа со радост ја гледаше војската што идеше и со трепет чекаше дали ќе види некое од нејзините деца. А кога се приближи војската, очите ѝ се расширија и светнаа. Меѓу првите, на челото, одеше Илјо. Тој беше радосен, повесел и помил од секогаш. Кога застана, тетка Марија се спушти кон Илја, кој весело и се насмевнуваше тргнат кон неа, таа го гушна силно, цврсто, мајчински, мило и топло. Во тој момент таа сеќаваше дека не го гушка само него, а сите тие што стоеа пред нив во долги редови и сите други илјади и илјади борци што не ги беше видела, а кои беа мили, блиски, како родени деца. И во тој миг, повторувајки: "Сине мој, деца златни мои", таа сети дека веќе не е сама, дека нејзиниот живот нема да биде пуст и празен, дека од тој ден станува дел на еден слободен народ. За прв пат во својот живот тетка Марија не се чувствуваше понижена, а рамна со сите. За прв пат почувствува дека и таа е човек. И почувствува како некоја дотогаш за неа непозната сила ја исполни целата и полна со таа сила таа се исправи гордо, се испули насекаде, како да сакаше да им каже на сите дека од денеска веќе ја нема тетка Марија, туѓата работничка, а дека пред нив стои тетка Марија, слободен човек. И кога погледот и се запре на војниците и на Илја, тој стана мајчински мил и таа со бескрајна љубов и благодарност повторуваше: "Златни деца мои." Рибарот Климе. Љуба стоеше крај пенџерето и загрижено гледаше надвор. Од секаде, особено од кај Светинаум, се стемнуваше, а густи облаци тежеа над езерото што темнееше и се береше. Се готвеше бура, а мажот од Љуба, Климета, уште го немаше. Се стемни доста и Љуба веќе не можеше да гледа јасно во езерото. Таа ги погледа децата што беа легнати крај огништето, ги припокри децата да не им е студено и слезе долу. Ја пречека влажниот југ и шумот на разиграните од него бранчиња. Ветрот дуваше се посилно и набргу целиот брег се исполни со бук, брановите со тресок се биеа на стените.
Љуба застана крај самото езеро. Ветрот ја дуваше, ја пробиваше, ја прскаше водата од разбиените бранови, но таа не обрнуваше внимание на ништо. Нејзиниот поглед беше управен кон езерото, целата со мислите беше таму. Најпосле, над немирните бранови се покажа Кајче. Тоа се лелаше на нив, а човекот во него ги држеше здраво веслата и пазеше да не го преврти некој ненадеен и силен удар на некој бран. Кајчето, носено од брановите и терано од ветрот, се приближуваше се поблиску до брегот и Љуба ги остави на ланите и ги соблече чорапите за да биде готова да му помогне на мажот. А кога дојде Кајчето сосем близу и не можеше од брановите да се добере до брегот, Љуба зацапа во водата, го фати и го затрга кон крајот. Скокна Климе и двајцата го истргаа Кајчето на брегот. Климе и го даде на Љуба ловот, 10 кила грунци. Многу се забави, рече Љуба. Веќе намисла бев, лошо време фати. Ами слеговме прво на пристаниште, таму го остави ламбета. Тој ги зеде мрежите да ги спростре кај нив, рече Климе, вадејки ги гажвите и земајки ги веслата. Ги продаде Диме грунците, праша тој, одејки по Љуба. Ги продаде, одговори таа. Цело попладне скиташе со нив по градов и дојде замрзнат. Нозете му беа кочан, одвај се стопли, не го легна со номчета. Ми е страв да не го стресе, додаде таа. Старата куќа ги пречека со тропањето на тенекињата што беа наместени на зидот за да го вардат од ветрови. Треба да се најдат некаде тенекиња и да се призаковаат, инаку Југов и без куќа ќе не остави, рече Климе, гледајки горе. Навистина куќата изгледаше толку стара и слаба, што ти се чинеше дека ќе падне при првиот посилен удар на ветрот. Но таа беше навикната на ветрови и бури и ги издржуваше храбро сите нивни налети, исто како што и нејзините стопани ги издржуваа храбро тешкотиите на животот, полн со маки и немаштина. Дури ги оставаше Климе долу веслата и гажвите, Љуба се качи горе. Огнот во огништето гореше, но неговата светлост беше слаба да го растера мракот. Љуба ги остави грунците на ковчегот, го зеде кибритот од оджакот и ја запали ламбата. Дојде и Климе. Тој седна од десната страна на огништето за да се исуши и да се стопли. Од другата страна спија децата, 9-годишниот Диме и 5-годишниот Номче. Климе се загледа во нив. Темна сенка му го затемни неговото и инаку потемнето лице. Тој знаеше дека неговите деца го немаат ни оддалеку она што им треба. Тие немаат доволно ни леп, а камоли други работи. Исто како и неговиот Диме, уште од рани години ги осети тешкотиите на бедниот живот, а тој си мислеше барем неговите деца ќе имаат порадосно детство, отколку што беше неговото. Тешка воздишка беше одраз на се она што вриеше во него. Тој се трудеше, се бореше со езерото, со ветер и студ, за да може да го прехрани своето семејство, но ете, тоа пак гладуваше. Љуба донесе од грунците заедно со скарата. Таа истргна мало од жарот, ја намести скарата и кладе на неа грунци што ги беше изгушила. Набргу замириса на печена риба и пријатна миризба ја исполни целата одаја. Климе гледаше замислено во огнот. Надвор ветрот свиреше во ветките на врбите, јуреше по брегот, а езерото бучеше. Те бараше коле, рече Љуба, распретувајќи го со машата огнот под скарата. Зошто? Праша Климе, продолжувајќи да гледа во огнот. Имал да пренесе вечерва стоки за струга, ако си сакал да одиш, да си му јавел. Што ме бара мене за тоа, знае многу убаво дека не се занимавам јас со такви работи. Ми рекол и друг пат и знае што му одговорив.
Сакал да ти помогне и ти да заработиш некој лев. Сакал да ми помогне, рече иронично Климе. Види го ти него, колку добар човек е. Тој ќе спечали за една вечер 200-300.000 левови, а мене ќе ми фрли 2-3.000 како на куче и ќе ми помогне. Не би ни дошле лошо ни 2-3.000, воздивна Љуба. Кој сака и колку сака нека си печали, јас по такви работи не одам, пламна Климе. Тие работи се нечесни за мене, тоа е арамилак. Знаеш ли ти што носат тие во струга, преку граница? Брашно, шекер, ориз, се што ни треба нам тука. Тие крадат од народот и таму го носат. Тие крадат и не се срамат. И од тоа си печалат милиони. А јас сега да им се направам ортак во тоа, тоа никогаш не ќе стане. Ако можам да спечалам нешто со чесна работа, арно. Ако не, поарно ќе гладувам како досега, ама ортак со нив не станувам. И јас не сакам да работиш нечесни работи, та макар и гладувале, рече тивко Љуба, превртувајќи ги грунците. А пак не ќе остане довекот вака, продолжи Климе. Ќе дојде ден кога ќе може да се живее од чесна работа. Планините се полни, а тие што се таму затоа се борат, да се живее човечки. Денеска затвориле пак 10 души, рече Љуба. Нека затвораат, тоа нема да им помогне. Не може да го затворат целиот народ, одговори Климе. Замолчија и се замислија двајцата. Надвор продолжуваше да беснее бурата. Во одајчето се слушаше само дишењето на децата и чрчорењето на грунците на скарата. Одеднаш, како да се слушна и тропање. Љуба ја подигна главата и наслушна. Но од букот што беше надвор не можеше да се разбере дали некој тропа на вратата или пак се слуша како тропање букот од ветрот и брановите. Но тропањето се повтори, овој пат посилно. Кој ќе е вака доцна и по вакво невреме, се зачуди Љуба. Сигурно Коле, рече Климе. Тој сигурно вечерва има многу стока да пренесе, или пак не му оди некој поради лошово време, да иде мене да ме кандисува. Љуба слезе долу да отвори. Потем таа се врати заедно со гостинот. Беше Иван, 20 годишен младинец. Со него Климе добро се познаваше. Добро вечер, рече Иван, поздравувајќи се со Климета. Добро вечер, добро дојде, одговори Климе, прибирајќи ги нозете. Љуба му донесе стол и го покани да седне. Не, благодарам, рече тој. Не сум за седење. И, обрнувајќи се кон Климета, го праша. Ти си го имал кајчето дома, не си го оставил во пристаништено? Тука е, ене го долу, одговори Климе. Страшен ветер. Може ли по ова време да се оди по езеро? Праша Иван. Тешко, можне тешко, одговори Климе. И Климе и Љуба го погледнаа Ивана со чудење. Неговото идење по тоа невреме ги зачуди двајцата. Двајцата знаеа дека Иван не се занимава со контрабанда. За нешто друго не му требаше кајчето. Со тебе, Климе, добро се познаваме, а пак кога е Љуба твоја жена, мислам дека можеме слободно да зборуваме и пред неа, дотолку повеќе што е работата во полза за сиве нас. Говори слободно, не плаши се, го поткануваше Климе. Јас и еден мој другар треба да се префрлиме вечерва преку граница, рече Иван, и тоа преку езеро, друг пат немаме. Тешко, вечерва многу тешко, рече Климе. Го слушаш ли како дува ветров, како бесни и како татни езерово? Лош ден сте избрале. Не сме го избрале ние, а други, Климе, нас не гонат. Сигурно имате разбрано дека денеска се затворени некои наши другари. Го бараат тој другарот мој што беше осуден на смрт, ама им избега од затвор. Досега се криеше во нашиот град, ама повеќе не ке може да се крие. Некој предавник има доставено на полицијата дека е тука и сега го бараат. Денеска започнаа претреси, но ке продолжат,
а утре сигурно ќе има и блокада. Сите патишта за во градов веќе се блокирани, останува слободно само езерото. Сите замолчија. Климе гледаше во огнот и мислеше. Иван очекуваше. Во тој миг силен тресок ја залула куќата. Ти се чинеше дека ветрот сака да ја дигне од темел и да ја понесе. Ако не успеа да ја дигне, запиште како побеснет од мака и затрча по брегот пиштејки. Букотот на брановите стана посилен, просто страшен. Љуба погледа низ прозорец и рече тивко. Страшно време. Надвор не се излегува, а на езеро... Да почекате барем саат-два, рече Климе. Сигурно малку ке стивне ветров и ке намалат брановите. Ние не можеме да чекаме, одговори Иван. Секоја минута за нас може да значи смрт или живот. Ние мораме да тргнеме од градов колку што е возможно побргу. Може би тебе ти е незгодно. Тогаш ке те молам, дај ни го барем кајчето. Ке ти го вратиме по некого назад. Ке се обидеме сами. Јас знам да веслам. Ако успееме да се префрлиме арно, ако не, мавна со раката, подобро да се удавиме отколку да паднеме во рацете на полицијата. Будали, рече Климе. По ова време ти не ке можеш да поминеш ни неколку метри. Не се мислам јас за мене, туку воопшто дали ке можеме да поминеме. Тој запали цигара. Размислуваше пушејки и гледајки во огнот. Тој пушеше само тогаш кога ќе имаше голема мака или кога се решаваше за нешто. Љуба тоа го знаеше и сега, гледајки го како пуши, таа знаеше дека тој се мисли дека во него се води борба, да оди или не. На Љуба и беше страв Климе да тргне по тоа време, но кога погледна во Ивана се стресе. Два млади живота зависеа од Климета. Љуба знаеше, ако Иван и неговиот другар паднат во рацете на полицијата, со нив ќе биде свршено. И кога Климе по некое време рече: Оди, викни го побргу другарот, дури да го спремиме ние кајчето. Љуба го погледа со страв и со благодарност. Не може инаку, рече Климе кога излезе Иван. Зар да ги оставам да паднат во рацете на овие крвници, а наши деца се, за доброто наше се борат. Да каснеме барем малку, ти и не вечера, воздивна Љуба. Нема време, а не ми се ни јаде сега, одговори Климе. Долу ги пречека тешка и темна ноќ. Брановите, терани од силниот ветер, како разбеснети белогривести коњи се бркаа по езерото и кога ќе дојдеа до брегот со тресок се биеа од карпите. Многу лошо време, треба да вардиш, Климе, го опомена загрижено Љуба. Не ми е прв пат да одам по бранови, одговори Климе. Не ти е прв пат, ама мене ми се чини дека никогаш езерово не било вака бесно. Слушна што рече Иван, колку и да е страшно, езерово е сепак помалку страшно од полицијата, рече Климе, приближувајќи се до кајчето. Тој ги намести гажвите и ги кладе веслата во кајчето, а за секој случај зеде уште еден чифт гажви и уште едно весло. Зеде и сафа за црпење вода. Во тоа време дојде и Иван со другарот. По височина тој беше повисок од Ивана. Во мракот Климе и Љуба не можеа убаво да му го видат лицето, се поздравија и сите заедно го турнаа кајчето во водата. Влезете вие во кајчево, му рече Климе на Ивана. Ти знаеш да веслаш, седни и држи ги здраво веслата. Само варди да го држиш кајчето спроти брановите, зашто може инаку да те закачи некој и да те преврти. Климе ги соблече чевлите и ги кладе во кајчето во кое се наоѓаа Иван и неговиот другар. Климе и Љуба го турнаа силно кајчето, зацапаа во водата, а Иван, држејќи ги цврсто веслата, го управуваше кајчето спроти брановите.
Кога беше веќе кајчето во водата, влезе во него и Климе и ги зеде од Ивана веслата. Љуба излезе на брегот и гледаше како кајчето, водено вешто од Климета, се бори со брановите. Тоа, деќе се кренеше на белите плеки на некој бран, деќе се скриеше меѓу два брана, после пак да се подигне на следниот. Се чинеше дека секој бран со бес се устремува на кајчето што се осмелило да ја пркоси на нивната сила и по такво време да плови по езерото. Беше мрачно и само пените на брановите беа светли точки во темната ноќ. Кога не можеше да го гледа кајчето, Љуба се прекрсти и се упати дома. А кајчето продолжуваше да се бори со разбеснетите бранови. Од секаде наоколу прскаше вода и го полнеше. И се, додека се подиздигнаа, Иван со сафата ја црпеше водата и ја фрлаше во езерото, додека се бореше Климе со брановите. Сите молчеа. И да зборуваа, не би се разбрало ништо од бучењето на езерото. Кога се издигнаа малу погоре од брегот, Иван престана да црпи вода и се загледа во езерото. Тој и неговиот другар ја наблюдуваа со одушевеност езерската поврвнина. Езерото беше страшно, но и бескрајно убаво во својот бес. Се чинеше како да води тоа борба со некој свој лут непријател и ги праќа против него своите китнести борци, брановите, што летаа со страшна силина и вик да го уништат непријателот. Гледајќи го разбеснетото езеро, на Ивана му се чинеше како револтот на поробениот народ да беше собран во него и вриеше и клокотеше и бучејки страшно, езерото им се закануваше на поробителите. Може би пловеа така час-два, но никој не мислеше на времето. Иван и неговиот другар, обкружени од секаде со разбеснетото езеро и со темнината, се чувствуваа сигурни. Тие веќе не мислеа назад, тие мислеа за таму кај што одеа. Кога се издигнаа доста високо, Климе со вешто движење го сврти кајчето. Тоа малку заоде по еден бран, а после наеднаш се сврти надолу и летна носено од брановите. Сега се веслаше полесно. Заправо Климе требаше само да го управува кајчето, зашто брановите сами го носеа. Дури сега Климе го праша Ивана каде треба да слезат. Малу подолу од подмолје, рече Иван. Климе го упати кајчето натаму. Беше полн радост. Главната опасност мина. Сега тој беше сигурен дека ќе ги однесе двајцата на определеното место. А за назад и не мислеше. Уште татко му додека беше жив му велеше: кога ќе видиш на мака другар или кого и да било, гледај да му помогнеш. На себе тогаш не мисли. Кајчето се приближуваше се поблиску до определеното место и најпосле се зацрнеа долги редови трски пред брегот. Во трските бучеше ветрот, а кога влезе кајчето во нив како да запиштеа и тие. Брегот беше мирен, но сепак постојаа извесно време и на крајот од трските и после излегоа од нив. Сега кајчето одеше по мирна вода, зашто силата на брановите се губеше во трските. Без шум се приближија до брегот и го истргаа кајчето. Сите тројца воздивнаа олеснето. Климе, многу ти благодариме, рече топло Иван. Ако може со зборови да ти се заблагодари. Ти вечерва не спаси двајцата, а ќе дојде време кога ќе можеме и видно да ја искажеме таа благодарност. Сега ние ќе одиме каде што треба, а ти можеш да се вратиш. Само ќе те молам да му јавиш на номчета од тетка Вета дека стигнавме тука живо-здраво. Поздрави ги сите други за кои мислиш дека се наши пријатели и на кои не ке ти е страв да им кажеш дека не донесе. Тогаш треба да го поздравам целиот народ, рече весело Климе, освен неколку катели и неколку шпиони. А нив пак ќе ги поздравиме ние како што треба кога ќе се вратиме, одговори весело Иван.
Тие двајцата уште еднаш му се заблагодарија топло на Климета и се избакнаа за збогум. А го знаете ли патот? Праша загрижено Климе. Не грижи се за тоа, Климе, одговори Иван. Штом ке стигнеме во подмолје, ке не пречека врската. Климе гледаше по нив додека не се изгубија сосем, а после полека се упати кон кајчето и го турна. Ветрот беше доста стивнал, а и езерото се беше смирило. Климе веслаше полека и со уживање слушаше како плиска водата околу кајчето. Мислата дека од рацете на полицајците, од сигурна смрт, беше спасил 2 млади живота, го исполнуваше со гордост. Но уште со поголема радост го исполнуваше чувството што тие двајцата се бореа за она за кое тој долги години жедуваше, за поарен живот. А сега повеќе од секогаш Климе беше сигурен дека тој живот ќе дојде. И првпат во својот живот Климе чувствуваше вистинска радост. Беше толку радосен што му идеше да запее.